Добре дојде во студио за Даим Хисени. Вие сте од Сдруженијето на албанската култура на Македонија. Добре дојде за господинот Драгиша Милетич, Српска напредна странка, и господинот Никола Наумовски, еден од основачите на Плошта Слобода, активист. Молам, темата е поставувањето на споменикот Цар Душан и обидот за негово рушење, што предизвика наистина лавина реакции, негодување, разочарувања и воодушевување од некој. Вие денеска, господине Хисени, поднесовте кривична пријава за бесправна градба на споменикот на Цар Душан против непознат сторител. Велите за разгорување на верска омраза, меѓу другото. Раздор и нетрпеливост. Да. Може ли да образложите за што станува збор? И зошто против непознат сторител? Бидејќи сите надлежни органи во државата, почнувајќи од општина Центар, градот Скопје, Министерството за култура, Министерството за внатрешни работи, Владата на Република Македонија, председателот не знам дали се изнаси, бидејќи никој ништо не знае во оваа држава, и ние, затоа и никој ништо, што не знае, рековме, непознат сторител. Добро. Иначе... Господине Милетич, господинот Хисени вели непознат сторител. Го знаете ли вие сторителот, односно кој го постави споменикот Цар Душан? Јас не бев запознат кој го поставил Цар Душан, меѓутоа сосема исправно, верувам да се знае кој го поставил и кој го знае тоа. Но и на крај на краиште мора да се открие, некој сигурно не може да го постави. Не ве интересира ли вас? Не се заинтересиравте ли кај власта? Така, ме интересира, кој меѓутоа не добив одговор ни ја, во блиско време сигурно мора да се дознае кој шта е, на крај краишта сосема исправна одлука. Добро. Господин Наумовски, имате ли објаснување зошто сите кријат дека го поставиле споменикот? Затоа што е поставен илегално и затоа што е поставен без било каква дозвола на било која институција. Да не шараме проекот Центар, град Скопје, Министерство за култура. Поставен е по наредба на Никола Груевски, првиот ден после победата на Андреј Женовски во вториот круг во општина Центар. Очигледно тоа што нема никаков документ ниту кај едната, ниту кај втората, ниту кај третата институција покажува дека е диво градба. Но фактот што тој споменик се наоѓа на имот со кој што располага општина Центар и кој што го изградил општина Центар, а тоа е мостот Око, кој што денеска одеднаш го нарекуваме мостот на цивилизациите, само за да звучи поубаво и за да пообединувачки. Тоа кажува дека си ги менјаат топонимите на објектите што ги градат, ставаат личности за кои што не само што не спровеле јавна расправа, туку не се ни спремни да ги бранат во јавноста. Мислам дека Душан е, ќе го наречам контроверзна личност, бидејќи со мала задршка затоа што ќе биде навредливо особено кон србите, но е факт дека е тој човек со кој што има зад себе оставено цивилизацијско наследство, исто како што е вистина дека веројатно бил и прилично немилосрден кон останатото население, вклучувајќи ги македонците и албанците. Добро, се извинувам. Сакав да докажам дека не е единствениот од тоа време и тоа било начинот на кој што владееле на тогашните владители. Така што да му се земе на Душан за зло тоа што стечал глави на еден средовековен водач е мала забелешка во однос на забелешките кои што ги имаме за хероите од 20 век, за кои што е навистина неприфатливо да сечат глави на своји поданици. Добро. Господине Хисени, вие велите во вашата кривична пријава, кажа веќе, но сепак ве молам да објасните. Што значи предизвикување национална, расна, верска омраза, раздор и нетрпеливост? Национална нетрпеливост значи дека голем број, што не се знаат бројките, колку албанци и на колку албанци царот Душан со својата војска им ја стекол главата. Верски, бидејќи како албанец не припаѓаме само на исламската вероисповест, значи сме дели од католичката вера и православието. Една таква личност тука во Скопје
со која се гордееме како албанци, ние, а и македонците со така, бидејќи ако не го почитува, нема ни да го имат, тоа е мајка Тереза, како една католичка, а незините предци биле поколени од овој цар Душан. Така што јас или мајка Тереза ќе ја прегрна, или пак од цар Душан ќе се дистанцира. Го рушевте ли вие таа ноќ споменикот цар Душан? Ако не нашата рака, значи е нашата волја. Луѓето со тој вандализм, што таа ноќ испадна таму, е ист кукавички чин, како што е кукавички чин и поставувањето на цар Душан с кришем. Ако е цар, нека доаѓа јавно, не да се скријат и да се кријат сите, па царот е цар. Добро. Нека и ова. Да? Ние како албанци, како Дружени и инициативниот одбор од неколку невладини организации, форуми и издруженија на граѓани, ние не се жалиме само поради тоа што глави секол. Спомна менување на топонимите. А кој ги менувал топонимите и на Македонија и на македонското тло тук? Не е тој цар Душан? Цар Душан. А затоа сега имаме проблеми со тоа античкото и словенското. Веќе ги менувавме топонимите во негово време и сега не знаеме како се викат нашите места и нашите предци. Добро. Господине Милетич, ве молам, што велите за овие ставови на господинот Хисеин, господин Наумовски? Кој е за вас цар Душан? Цар Душан е човек кој прв во Европа издаде законик со кој штитеше нижи сталеж и ден денеска се проучува Душанов законик. Сега, ево видите овде и српски и македонски историчари негират дека е бил суров и дека исекол глави на албанците. Тогаш, ево овде баш има појаснување на историчар, тогаш албанците претежно живееле во брда каде се бавиле со сточарство, не живееле во тие градови каде што владеел цар Душан. Меѓутоа, дајте ми еден писен документ или еден историчар паушално, може сите да изнесуваме своји ставови и јас со тоа немам проблем, секој си има свој став. Каде цар Душан ги утепал албанците и каде ги терал католиците да сменат вера. Напротив, е забранувал на католици да ги православци свртува во католичка вера. Значи се прича за една личност која е била толерантна и која имала смисол за демократија. Но кога зборуваме демократија во тоа време, сосема е доволно и тој законик што е напишан од цар Душан. И демократијата во тоа време така се дури и од енглески зборови и од француски зборови беше критикуван. Далеко од оваа демократија која ја познавам. Зборуваме се во градба. Еве на пример на вистина не смета. Имате на Пластичарка улица до полициска станица знаме осветлено албанско. Дали е тоа дивоградба? Кој го тоа постави, кој го тоа дозволи? Меѓутоа, мене не ми смета ни апсолутно ништо. Секој народ има право да си го избере свој херој. Секој народ има право на своја одлука. И никогаш нема да ми смета ни еден херој и за мене нема да биде дискутабилен. Мене ми смета, ако може да се вмешам и да направам дистанца од... Ви пречи ли тоа што господинот Милетич си има свој херој како србин? Тој вели, читате погрешна историја, напишана е погрешна историја. Секој човек различно се ја разбира историјата и тоа е во ред и затоа постои институционалното решавање на ваквите можни конфликти кои што се создава, да се пребродат со јавна дебата, каде што се дискутира улогата на една историска личност, дали е подобна за поставување или не. Па дури и во нашата поблиска историја имаме личности кои што биле контроверзни, владата едноставно одлучила дека ќе ги постави и ги поставила. Но она што зачудува, ја би го поставил прашање кон господинот Хисени, зашто не е дадете истата кривична пријава против човекот кој што го поставил споменикот на Васил Чакаларов. Затоа што за разлика од цар Душан, за кој што многу малку фактографски податоци можеме да најдеме, Васил Чакаларов сам во својот дневник издаден од издавачката куќа Силонс во 2007 година на македонски јазик, кажува како самиот убивал албанци.
за време на Илинденското востание во Костурско, тој во својот дневник запишал дека истиот ден начекал, збориме за средината на септември 1903, начекал жервенци кои се враќале од пазарот Костур и според неговиот запис тој убил 20 жервенци, а Попов, негов соработник, убил уште 34. И не само тоа, раскажува и како малтретирал жени албанки и вели: во селото пристигнавме по 1,5 часот и во него најдовме само една старица со истрижена коса полугола, обвиена со парталав душек, момците и го дрпнаа прекривачот да се смеат со неа, таа како мачка се заштитувавше и велевме да излезе надвор, бидејќи ќе ја палиме куќата и така натаму. Можете да замислите што се случило. Тоа се сцени кои што се повторува во 90-тите во Југославија, сите ги осудивме и меѓународните трибунали и така натаму, а сепак дозволуваме, овие личности Васил Чакаларов нема никакво наследство оставено за разлика од цар Душан, а сепак го славиме денеска и тоа покажувајќи го како убива некого надоле, веројатно не султанот, туку некој обичен човек. Го повикувате господин Хисени да го руши споменикот Чакаларов или само да поднесе кривична пријава? Рака заедно да работиме против Скопје 2014, зашто ги навредува чувствата и на македонците, и на албанците, и на сите останати. Што вели тој за овој предлог, господин Хисени? И Васко Чакаларов, и маршал Тито, и Драже Михајловиќ, и цар Душан, и многу други личности, мило ми е што јас и мојот народ, сега зборувам како албанец, од данас не ги рушел овие имиња од нашите глави и од нашите книги. Ќе му замерам на Милетич, сака да ми кажува историја со весник, со дневник, а мислам дека српската историја не се основува во еден обичен весник, туку мислам дека има богата библиотека. Од книги. Па за книгите зборам и јас. Од историја. Молим те, ма весник покажуваш. А сегмент од историја тоа е. Историчари зборуваат. Не јас, историчари зборуваат. Иначе, орелот што го има во Чаир, јас се гордеам со тоа, бидејќи тоа ми е символ, и тоа го има секаде, каде што луѓето се наоѓаат себе си, како што и Милетич во Радишани или во Кучевиште, ќе се горде и ќе се пресретне со белиот орел, што му е символ на својата нација, и јас му пушам рака, бидејќи секој треба со својот символ, барем ако никаде во друго место, во своја куќа нека се горде. А зошто на тебе ти пречи, зошто јас се гордам со црниот орел, а не со белиот? Не ми пречи. Грешно ме разбира. Не, па ти пречи, ми пречи. Не ми пречи, реков не ми пречи апсолутно. Така почна? Да, не ми пречи. Добро. Но ти се повлекош. Иначе. Не се повлекам, не ми пречи. Нека не ми замерат. Ако во поголем период албанците патевме од еден вид верски фанатизам, поради недостаток на образовни институции и тоа што не бевме дел од системот, мислам дека ману е најголемата пречка за граѓаните во Република Македонија, а посебно за македонците, бидејќи за 50 години не најде засодно да испадне со еден став, со една книга академска, дали тоа од историјата или од било што друго, и овој народ тука да има своја лична карта, да има своја историја и да има своје име, за да не си земаме ние другите за право, па да препуцаваме и од ништо да направиме нешто, па просто да се собереме во вакви... Ману, ќе ја спричаше ли омразата, нетрпеливоста? Ако е академија, што ја не сум академик, мислам дека Ману и како треба. А ако тие академци не мислат за Македонија, туку мислат за Албанија, за Грција, за Бугарија, за Србија, тогаш граѓаните внатре во ова Македонија и како ќе се замериме еден со друг, ќе се закачиме и никогаш нема да бидеме мирни. Тоа значи дека ќе читате само македонската историја, не господинот Милетич, српските учебници, вие албанските учебници, стриктно ќе се водите според македонските учебници? Не, ние секој ќе читаме на тој јазик што го разбереме, што ни е мајчин јазик, а вистината и на српски е вистина и на албански е вистина, ако не интересира вистината. А зошто така? Не само до Ману. Почнавме разговорот дека во Македонија рековме дека не функционираат институциите на системот. Значи, сите институции се дистанцира. Никој ништо не знае што се прави во Македонија. Јас помислев дека мостот, како мост, му припаѓа на градот Скопје. Тлото на општина Центар.
монументите поставени се дел од Министерството за култура, а за која треба да се произнесе Собранието на Република Македонија. Мислам дека сите овие што ги спомна се надлежни органи, институции во Не, баш ќе поправам, Министерството нема никаква надлежност да поставува споменици, освен ако Собранието, освен ако Собранието не изгласа. Дали Министерството за култура преку своите, дали има комисии или има органи некои, каков лик е, што значи, која е историјата на секој од спомениците, барем некаде треба да се конкурира и некој треба малку да ги пречат. Треба да бидат поставени на јавна дебата и јас сум сигурен дека албанците ќе се согласеа да има споменик или некакво одбележување на човек како цар Душан, доколку ги знаеа следниве работи, а тоа е дека најголемите личности во историјата се спорни за денешните стандарди, како на пример Џорџ Вашингтон, собственик на робови, како на пример Кристофер Колумбо, кој што покрај тоа што е открил Америка е човекот кој што ги ставил во Синџири домородците од островите, кој што прв пат дошол и во Синџири ги вратил во Шпанија и на поклонение кај римскиот папа. Па може и да се каже дека Кристофер Колумбо и прв го започнал процесот на колонизација, кој што денеска можеме да се расправаме дека е полоши од Холокаустот, зашто траел толку долго и уништил толку, избришал цели народи од лицето на земјата. Но сепак денеска ги славиме тие личности затоа што ни оставиле некакви вредности според кои што денеска живееме, а не викаме дека треба да живееме според нивниот начин. Цар Душан оставил ли некои вредности? Душановиот законник е, знаете што, не е големо достигнување, но за овие простори овде, во еден таков временски вакуум, среден век во кој што така безмилосно и своеволно владееле кралевите и царевите, цар да се откаже од дел од своите права во корист на неговите поданици, како што направил Душан и како што направил Јустинијан и така натаму, е сепак вредно за почит. Тоа не го правеле останатите цареви и треба да се почитува, особено не во 15-тиот век на Балканот. Дали во 21 век вреди да се гордем и да работам и да го почитувам канонот на Лек Дугаѓини, кој е исто толку стар колку е и цар Душан. Веројатно. Добро. Да се гордееме. Не треба да се гордеете, треба само да се... Да ги учиме личностите е нешто друго, да ги славиме. Се согласувам. Тоа преска што го читавте таму, јас можам само да се смеам. За Чакаларов. Убаво е што го има напишано и тука јавно го кажуваме како некој се гордее и се фали како сече таму малтретира жени и деца. Па ние цело време тоа го зборуваме. Зошто во овој случај јас како албанец сум толку мирен, а и толку бучен против тоа? Јас не се срамам да кажам дека со векови сум бил роб и заробен. И ден денеска се уште не се осеќам слободен. Зошто не се чувствувате слободен? Дали ме штити мене законот, дали некој тука, дали функционира нешто во државата за ја да се осеќам комоден. Господин Милетич, или јас треба да земам чекич, како што земат луѓе. Па тоа е брука. Се чувствувате ли слободен во оваа земја? Господин Кисини вели не, господин Наумовски вели исто така не. Јас се чувствувам слободен, не сум погоден од ништо. Во ред се согласувам со господинот да може да има претерано споменици. Ја дискутирав за тоа. Меѓутоа, не се согласувам со една работа. Вие, господине Кисени, сами знаете колку имате споменици ево од задни конфликту во Република Македонија. Зар мислите да на македонци угодно што ги гледат тие споменици? Меѓутоа, тоа е договор помеѓу ДУИ и ВМРО и нема нигде проблем. Каде имаме споменици? Споменици имате сигурно на 1/10, имате горе во општина Чучер Сандево, имате во општина Арачиново. Во општина Чучер Сандево или да, имате горе у село, не мислим не само општина, него во Блаце. Така. И пак ќе ви кажам, не ми смета. Тоа е наше или ваше? Нема наше ваше, тоа е Република Македонија, али живеат албанци. И не ми смета. Тие не се албанци. Не ми смета. Тие се граѓани на Република Македонија, масакрирани како
Обични граѓани, земени, собирани од ниви и куќи, со жени и деца, масакрирани од страна на... Не знам точно. Партизаните. На партизани. Во ред, па не сум ни за партизани, ако мислите. Па не па. Да, секој спомени, без разлика кој е падна таму, веќе може да се погоди некој Срби. Значи, тој што е граѓанин, што е во право, сакам да го штитам, а тој што е насилникот, сакам да го тргнам. Добро, господин Милетич, ве молам, ви пречили тоа што се работи за дивоградба? Тоа што беше поставен споменикот ноќе, скришум, тоа што никој... За србите, така да им се... Тоа што никој... Да, се извинувам, тоа што никој не знае кој сушност го поставил. Што рековте? Дека за мене би било навредливо ако мојот херој или мојот човекот кој што јас го почитувам да биде поставен илегално. Мислам дека тоа е навреда за човекот без разлика дали го почитувам или не. Тоа е навреда за цар Душан ако тој како дивоградба прошвирцуван среде ноќ во последните моменти кога ја имаат власта во општина Центар да биде поставуван и да ви додадам уште нешто многу битно, ние не знаевме дека тоа е цар Душан, се дека не ја ставија таа лентичка таму. Така да, јас мислам дека ако некој толку многу го цениме како што викаме дека го цениме, како што викаат дека го ценат простата, тогаш не може така да се однесуваме кон него. Се гледа дека, као што Жерновски кажа пред некој ден, проектот Скопје 2014 не е ниту патриотски, ниту пак сака да слави личности од историјата. Тоа е обичен механизам на правење пари и на штанцање што повеќе скулптури за што повеќе разлика, односно мито. И во таа гунгула, во таа гужва кога се нарачувале и поставувале споменици, они само на гуглале која е позната личност во Скопје, од Скопје која можеме да ја ставиме. Добро. И така цар Душан завршил веројатно. Во Македонија живеат и Срби. Точно. Дали да им и сени сакат да има Срби или не сакат да има Срби, сакат да има албанци или не сакат, тоа е приватно нешто. Во Македонија има Срби. Дали тие Срби треба да имаат свој споменик? Значи, тие се народ, и тие сакат да се гордеат со нивните символи. Мислам дека никој не треба да има споменик, али сите треба да имаат ако веќе некој има. Барем во својот атар, ако не подалеку. Тоа уште полошо, господин Есени. Атарите и одлучувањето на територија најмногу ми пречи. Зборам за сите имаме селски медија. Дозволете му на господинот. Ама, поставување на кукавички начин на еден цар Душан, со кој цела Србија се гордее, а од кого сите албанци, Албанија, Црна Гора, Косово, Чамерија, Македонија, и како се дистанцираме. Подобро, нека се тргне како уметничко дело, како нешто што е предмет, него пак да имаме раздор и да се враќаме на вакви маси со вредење, со подигнување тензии, а што е уште најлошо, барат ние на улица да испаднеме како граѓани, без разлика дали Срби, албанци, да се потепаме, за некој да добие поени. Тоа не го дозволувам. Било ми нешто друго. Не знам дали делиме мислење. Мислам дека граѓанската свеста на граѓани во Република Македонија, без разлика од која националност или верска определба. Сакам да им честитам. Многу е повисока од нашите политичари, без разлика од која власт, претhodна или следешна. Добро, господин Милетич, ве молам. Значи, клучното прашање е, господин Хисени, господин Наумовски ви велат, ова беше поставен кукавички, ова е кукавички чин, скришум, ноќе, се работи за дивоградба, ви пречи ли тоа? Видите што е, преко таа ноќ, колко што сум ја информиран, не е поставен само еден споменик, поставено е многу споменици во таа ноќ. Но конкретно за цар Душан ве прашувам. Знаете што, мене не може да може би во редето да требаше да се знае за да ќе на тој мост да се постави цар Душан, за да тоа биде јавно објавено. Меѓутоа, мене никогаш, ни у една варијанта не може да пречи цар Душан. Господин Хисени Леле убаво рече и се согласувам апсолутно со тоа, да е свест кај граѓаните на многу
високо ниво. Секогаш ќе да постат тие екстремистички групи, но за среќа како од минува време тие се све помали и помали и поминорни. Треба да се води дебата, уреди на еден цивилизацијски начин секој проблем да се разреши. Но опет повторувам, оставите не на нас да ние избереме кој нас ни се допаѓа. Ниту да ни кој тоа нас, господин Милетич? На србите. Добро. Ниту тоа не може да ни сугерираат албанци, ниту може да ни сугерираат македонците. Ниту пак јас сакам да му сугерирам на господинот како представник на албанците или на господинот како представник на македонците, кога ќе он да постави. Значи, треба да се има еден разум и една рационалност. Да сум власт, да сум орган, да сум апарат и да сум држава, и како домаќински би размислил да не делувам по ќефовите на било кој граѓани во штета на целата заедница или тоа што е куќа заедничка. Цар Душан нема место тука. А српски лик за сите, дали од книжевност, до вчера го имавме Доситеј Обратовиќ, може би сам сум учел во тоа школа. И неколку други што може би не ги знам. Или некој Борислав Станковиќ како беше книжевник. И херој нека има. И херој нека има. Ама се знае теркот и начинот. Но на овој начин вака тоа не може. Од друга страна пак, прашањето беше многу директно. Општина Центар вика имам список според планот 29 споменици спомнати. Океј, значи тие се дел од тие споменици се дел родени од еден брак, од нешто. А овие што се ванбрачни, како ќе ги повикам се? Како да ги именувам? Знаете што државата тоа го прави. А вие треба да се гордеете со... Ја не би се гордел. Па во секој случај ви тоа е ваш избор дали ќе се гордете со цар Душан, меѓутоа не со цар Душан. Мислите со овој начин. А тоа не е поставено како ванбрачно дете да го постава така. Добре, тоа не е прашање за мене. Зошто не е прашање за вас? Да го издвојат од списокот. Ви рековте дека ви пречи. Не бев ни дел од власта. Не бев ни српската држава треба да се срами со овој чин што го прави Македонија. Се срамите ли од чинот што е направен? Зошто кукавички? Зошто да се срами од чинот што е направен? Може дискутабилно како е поставен, иначе нема да се срами. Зошто се работи за дивоградба? Не се согласувате со тоа? Никој не презема одговорност? Некој мора да преземе одговорност. Некој мора да преземе одговорност, некој сигурно е наложил да се споменик таму остави. Не може да му текне на Милетич или на кој било Србин, сега ќе си го донесам и ја ќе го остави. Некој мора да знае. Ја на вистина, отворено и кажем, не знам. Го прашавте ли, например, премиерот Груевски, министерката за култура? Не го прашав. Ни градоначалникот Трајановски? Не го прашав. Зошто не ви интересирали чие дело е? Едноставно, затоа што немав ни прилика ни да се видим, ни да ги прашам. Господинот Стоилковиќ беше поканет на оваа емисија, се извини дека не може да присуства, можеби тој стои зад овој споменик. Па тоа треба да го прашате него, али ако он стои за тој споменик, му честитате? Апсолутно. Добро. Што ќе кажете на изјавата на господинот Джерновски, градоначалникот на Центар, кој најави дека се ќе се отстрани што е незаконски поставено во општина Центар, вклучувајќи го и цар Душан, се разбира? Добро, кога ќе дојде време, тогаш ќе си постои наша реакција. Сигурно нема да останеме равнодушни. Што ќе направите? И Жерновски може да прети колку сака. Ќе протестирате ли? Нормално. Момент. Значи, ако Жириновски... Ама нема ни да кршиме, ни да ломиме, ни да лутаме, нити да се судруваме со полиција. Ќе се бориме на сите демократски начини. Апсолутно не подразбирам тука насилие. Ќе барате ли средба со господинот Жерновски? Да му ги објасните причините зашто е неопходно да биде поставен цар Душан? Иначе, не сакам никаква средства, апсолутно само исклучиво со демократски пат и кроз пат на институции. Дали е законски досега поставено цар Душан во Скопје? Како ние да нас спомениците? Не, според тебе.
Заиста, на вистина, не може да каже ништа законски. Еве, још увек не знаеме кој стои иза толку прашање, не знаеме кој. Сега друго ќе ти кажам нешто. Ако Министерството за внатрешни работи испаднало и го чува сега објектот, момент, значи чува нешто што е незаконски. Значи Министерството за ред и мир, Министерството за внатрешни работи е ставена во функција и во одбрана на тоа што е незаконски. Во чии раце треба да премине законот? Во чии? Од сега него го прашам, видите, вика, ако некој тука во Македонија инсистира, дали градот Скопје или општинен центар, да го бара законитоста, вика, ние нема да бидеме мирни. Добро, речите ми, ова црква што се градеше горе на Кале, дали беше законски или незаконски, па изазва жестока реакција кај албанците? Додека тоа е намирување, испаѓа дека не е законски. Не е Ќе законски. ви кажам незаконски, ги гледам деталните урбанистички на планове на центар и таму А нема ниту црква, ниту каде споменик. е човекот кој се гордееше со црквата и со гробиштата? Тој со 4-5 часовници во раце? Домашен Тоа си од домашен притвор. Јас Тој сакам си е во двајцата домашен да ви притвор. прашам, Молим дали вие Во мислите ред. дека начинот за долготраен мир во Скопје е да биде по ваше, а не по нивно, или начинот е сите да се откажеме по нешто, како што е откажувањето од спомениците од Скопје 2014? Затоа што вие заборавате дека и како Срби, и како албанци, ја патем кажано, не доаѓам дека да представам македонската заедница, а дали исто така ве боли кога Коце Трајановски ги руши спомениците што ги слават жртвите на скопскиот земјотрес од 63-та, во кој што има и албанци и срби и македонци. Или во овој случај немам албанци во 13 стрелани на 13 ноември кај Камениот мост, кој што повторно се одлучија да спомено бележје законски донесено за разлика од ова со цар Душан. И ние за тие спомено бележја сме мртви ладни, а се тепаме за дивоградба од споменик кој што не ни знаеме кој го поставил и си дозволуваме да влеземе во дебати за кој дали треба или не треба да биде, наместо да гледаме кој го поставил и колкава казна треба да добие или можеби домашен притвор. Разликата помеѓу мене и тебе е вака. Разговорот го почна да не се предправиме, рековте дека Никола Груевски нареди да се постави споменикот. Да. Моето прашање, нашето барање до јавното, мислам до јавно обвинителство е дали во Македонија има надлежни органи, има закон кои ги донесуваат нештата, или секој по свој ќеф и по свој терк си тера тука како му сака. Не секој, Груевски си прави што сака, да. Не, јас мислам дека државата е држава. Ако мислите дека нема држава, тогаш џабе што разговараме. Ред. Сакам да сте повикуваме на закони и на тоа што е дали е добар закон или лош закон, не влегувам понатаму. Треба ли, да. Не, ај само да ви посети нешто. Само граѓаните треба да ги почитуват на системите или самите надлежни што во право, него само да го посети нешто. Дали закон точно, ви сте за тоа да закон важи за овај сите подjedнako и за граѓаните и за функционерите, апсолутно да функционира закон. Да. Вие сте поне тоа. Речете ми една работа. Закон за пушење во еден дел на држава важи, во еден дел на држава не важи. Во кој не важи, господине Милетич? Например, ја бев и во Тетово, и во Гостивар, тамо се пуши во сите. Сакате да кажете каде што се... Во Штип бев и таму не се почитува законот, али... Океј. Не е патот кон помирувањето, не е да се обвинува вашите сограѓани дека не го почитуваат законот. Законот постои. Законот постои и во западна и во источна. Точно за кој го почитува. Добро, околу пушењето да не навлекуваме, ве молам. Дали се почитува? Господине Хисени, прашање. Господинот Наумовски долго време низ оваа дебата и низ целиот активизам овие години вели дека смета дека треба да бидат сушност сите споменици одстранети од Скопје 2014. Би се согласиле ли вие да бидат одстранети спомениците на албанските херои? Мене ме праша дали во Скопје има место за споменици. Реков да. Веќе Скопје се уште нема свој споменик. Тоа што реков, што спомна за земјата за 63-та година. Замислите кај отидовме ние. Дури Господ и Аллах го обвинуваме, зашто земјотресот бидна во време на Југославија
кога беше Социјалистичка република Македонија, па што била тогаш Социјалистичка република Македонија, ови споменик ќе го тргнеме, дека е од социјалист. Не говорам за Скопје 2014. Се согласувате ли сите споменици да бидат тргнати? Еве господинот Жерновски веќе најавува дека сите споменици незаконски поставени во општината ќе бидат тргнати. Ако овие споменици се изградени со широк консензус од врвни и навистина интелектуалци од нивниот смер, дали историчари или... Но тие не се изградени и не се поставени со јавна дебата. Значи, ако се почитувани не само јавна дебата, нека комисија таму да дига раце, бидејќи некој... Не, јавна дебата тоа не подразбира. Ако навистина граѓаните на Република Македонија се гордеат со сите тие споменици и се наоѓаат себе си и уживаат кога ќе ги гледат тие споменици, мислам дека малку се. Ако тие споменици повеќе ги смејуваме ние, а и самите не знаеме што представуват, тогаш има. Велите референдум е потребен, неопходен. неопходен. На тој начин, како што се поставени таму, е птен тесно. А тоа е повеќе играчка. Тоа е играчка. Треба да се отстранат. Тие што заслужуваат, треба да им се најде простор. Не мора да... Кој ќе се согласи, кои се спомениците кои заслужуваат? Дали јавна дебата. Прво јавна дебата. Да. Па после рековме преку собранието, па преку батентерот. А проблемот што секој ја чита собствената историја, вие српската, вие албанската, македонците, македонската, можеби различно се пишувани историите во овој регион. Како националисти, никогаш не можеме да се зближиме, ниту сакаме да се зближиме. Како историчари, тераме навивачки. Иначе, и како е, никако, мило ми што не сум историчар, велат дека историјата никогаш не е. Никако што кажува едниот, никако што кажува другиот, секојаш историјата, вистината е во средината некаде. Жалам што ние крајно... Но како луѓе и граѓани... Па додека ние не се зближиме малку, не можеме да ја гледаме вистинската историја. Дури во емисија не се гледаме сочно. Видите што е, кога е реч за овие споменици, мислење е поделено. Јас лично, мој став се знаеш. Многу пати настапував на јавна говорница. Меѓутоа, има многу граѓани што сакат и има многу граѓани што не сакат. Сега само е прашање дали не е то пренатрупано и дали е баш на сите тие споменици место тука. Значи, тоа е прашање. Друго, јас сум националист, али не сум шовинист. Значи, го сакам своето, него мразам оно туѓе и го почитувам. И го почитувам туѓе, така да лично мене како на човекот, не може да ми смета ни еден споменик ако некој го сака. А прашање дали е тоа естетски, дали е законски? Да. Тоа е веќе друго прашање. Господин Милетич, ќе си подадете рака ли со господинот Хисени? Ја против господин. Ви вели дека не сакате да го погледнате ни во очи? Не, господин Хисени, нема тоа. Никогаш ништо лошо не видев од господин Хисени ни да му пружам рака. Господин Хисени. И да му кажам добро дојде на цар Душан во Скопје, свети никад. Бидејќи. Но тоа е почеток за еден диалог, за една дебата. Ама чекај па. Он нека каже дека тој иницијаторот и дека тој го донел цар Душан во Скопје, тогаш е друга дискусија. И он вели не сум јас. Јас велам не сум јас. Кажам, јас не сум. Тогаш каде е третиот? Нека јавното обвинителство нека го каже свој. Добро, господинот само се извинувам. Да, го поканив представник од ВМРО-ДПМН, му пратив SMS порака на мобилен на господинот Илија Димовски. Не добив одговор, тој е директор на комуникации на ВМРО-ДПМН. Јас ви благодарам за оваа дебата. Само да довршим и јас. И јас не можам да пружим рака за многу споменици албански. Меѓутоа, тоа е нивни избор и си го почитувам. Значи, немам комплекс, не се оптеретувам, секој нека си бира што му е
ако Што му е Да. мило. И националистите се срекни да се живеат не, одвоено друго ти и кажам. нека Не, се не. мешаат. Ако почна Ова заеднички мост како ќе одлучиме ако не се Ето консенсус? зошто ако е заеднички, зошто да нема ни цар Душан ако е заеднички? Затоа што треба прво да се одлучи, па после да се постави, да се постави, па после да расправаме дали е добро или не. имам За све тука друго одлучено, не. Ако дали до 45-та година дали имало германци во Македонија? Апсолутно како нема. Ти кажам дека има некои потомци од тие тука во Скопје или пошироко кои барат сега да постават уште еден споменик на Хитлер кај споменикот на Холокаустот. Па добро, нека Јас не евреин, не сум ни тоа е- германец. тоа е добро прашање, Мене ми никогаш одговара, нема се нека го тоа. стават. Добро, јас ви... Секој ќе. Секој по секој ќе. Вие сакате да кажете дека тоа е во ред со вас? Но како бе поред, бе, како е Добро, поред? сакам да кажам дека тоа е вашиот знак, не е ама во ред. индивидуални воли ќефови има многу. Цар Добро. Душан е Затоа ги Дали Историја домаќин, консензус да се дали има поставува домаќин и дали има закон? историски позитивна личност е цар Душан и сите треба да бидеме сретни Во затоа се Србија. наоѓа и во Македонија. Како окупатор и не. воопште на простор никогаш не бил окупатор. Добро, Тој е јас ви човек- благодарам. за нас, Јас не за- мораме да Не, завршиме. тоа Ви е- благодарам што учествувавте во дебатата. Хвала за поканата.